На денешната владина седница нема да се расправа за уставните амандмани. Премиерот најави дека се чека сите документации да ги подготват владините служби и кога ќе дојдат на дневен ред, јавноста ќе биде информирана. Пратениците на опозицијската ВМРО ДПМН која отфрла уставни измени под бугарски диктат, велат дека добиваат притисоци за да кренат рака за влез на бугарите во уставот. Децидни се дека сите обиди на власта се бадијала. Димитар Ковачевски демантира дека такво нешто се случило. Тоа нити се случило, нити се случува, ниту пак ќе се случи. Вие бевте сведоци на гласањето на францускиот предлог минатата година, кога пратениците од мојата политичка партија беа слободни да гласаат така како што сметаат дека треба да гласаат. И предлогот беше донесен со 68 гласа за и без ниту еден глас против, пошто овие кои што беа против не влегува да гласаат против, тие излегува надвор. ВМРО ДПМН не гласа против. Они зборуваат против и потоа бегаат надвор за да не им замери некој од странство, бидејќи реториката која што тие имаат во јавноста и кај странските представништва е тотално различна. Претходно пратеници од ВМРО ДПМН порачаа дека притисок врз пратеник е кривично дело и тоа треба да го знае секој член на владата. Велат дека ставот на пратеничката група е повеќе од јасен со месеци и нема да поддржат уставни измени доколку не бидат прифатени условите на председателот на партијата Мицкоски. Уставни измени со одложена примена или предвремени избори. Порачаа, ако Ковачевски е толку сигурен дека може да обезбеди двотретинско мнозинство, веднаш нека ја испрати иницијативата до собраниските служби. Очекувавме да стигнат тие предлог измени кои што работната група мислам дека официјално соопшти уште на 20 мај дека се комплетни. Еве ако денес тоа се случи, очекуваме дека наредниот чекор како и за се друго што прво проаѓа на влада да дојдат конечно во собрание. Ние ги повикуваме час поскоро да ја свикаат таа седница за да се расчистат сите дилеми околу тоа кои дали ќе гласаат за вакви уставни измени. Нејасен е оптимизмот на премиерот кој денеска повтори дека е можно Македонија да влезе во Европската Унија до 2030 година, ако сме ги завршиле сите обврски и ако сме многу далеку и од исполнување на обврските од францускиот предлог и реформите во правосудството и ефективната борба против корупцијата. Дека 7 години се премалку за влез на Македонија во ЕУ. Вчера предупреди и поранешниот премиер и председател Бранко Црвенковски, кој рече дека нема напредок во процесот на пристапување кон Европската Унија.